Германија не е веќе ветена земја за македонските гастарбајтери. Кризата со која веќе подолго време се соочува германската економија ја почувствуваа и македонците кои се на привремена работа во Германија, изјави Зоран Кочовски, генерален менаџер и сопственик на агенцијата Коузен во интервју за вечер. За жал, заради нестабилната економска ситуација во неколку сектори, Германија се соочува со затворање компании и со отпуштање работници. Исто така значајна е намалена потребата од вработување на нова работна сила, што само по себе повлекува и укинување на работниот престој на голем дел странска работна сила која е присутна во Германија. Вели Кочовски. Според него загрозени се работните места на многу македонци кои работат во Германија, а новите вработувања се одложуваат. Речи се и да нема нови побарувања за ангажирање на работна сила од нашиот регион. Оваа ситуација статус кво се должи на централизираното управување за интеграција на работна сила, која како програма го има донесено германската влада. Имено, германската влада има склучено договори за прифаќање на странска работна сила со повеќе држави од светот и преку таа форма се пополнува дефицитот на работна сила во секторите каде има потреба. Објаснува Кочовски. Според него најголем проблем ќе имаат оние македонски работници што немаат регулирано престој или работна дозвола за повеќе години. Ако кризата продолжи понатаму, дефинитивно многу македонци ќе останат без работа во Германија, а тоа ќе значи и потреба од нивно враќање. Факт е дека Германија не е она што беше пред повеќе години и оти во оваа земја веќе не се оди на печалба, туку се оди да се работи и да се живее со малку повисок стандард од Македонија. Став е на Кочовски. Тенденцијата на зголемено враќање назад може низ компарација да се аргументира и со бројки од Хрватска. Според нивната статистика за само една година 10.000 хрвати се вратиле дома напуштајќи ја Германија. Лани заокружено таму имало 435.000 хрвати. Сега тој број е намален на 425.000 со проценка дека динамиката ќе се зголемува.